Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 59-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска продолжуваме со анализа на интервјуто на Љубомир Фрчковски за порталот Нова, каде што тој повторно манипулира со што е тоа лустрација, со фактот дека односно со нивната повторна лага дека тие биле жртви на линч и на прогон, и да видиме што впрочем представува лустрацијата, што таа треба да представува, и да видиме кои други се работи треба да се направат и кои треба да бидат впрочем и производите на една успешна на едни успешни мерки за растурање на комунистичкото наследство, од кои што лустрацијата треба да биде само еден интегрален дел. Основно да докажеме дека Фрчковски лаже и манипулира, и тоа е целта. Ние нудиме членови од устав, закони, нудиме што Ја нудиме самата резолуција. Да. Ќе го понудиме сега извештајот на Венецијанска комисија. Се она што е релевантно. Ние не зборуваме како Фрчко, таа, не. Ова се фактите. И со факти ние разбиваме лагата. Тоа е целата работа. Да. Повеле. Одиме со втората точка, второто прашање, да го крстиме така. Инаку сето ова е дел од еден исти одговор на Фрчковски на едно исто прашање на кое што дава одговор реферат од 3 страници, каде што постојано вика дека лустрацијата не му пречела, дека тој не бил повреден, увреден и така натаму. Сега, вели Фрчковски, главниот проблем кај нас настана кога расправата околу законот за лустрација во две верзии, законот на Андов, па потоа корекцијата на тој закон од ВМРО, на која Андов веројатно се сложи премолчено, е дека тоа кај нас ќе се протегне и после паѓањето на еднопартискиот режим. Сега тоа е суштинската грешка, тоа е клучната грешка по која го оценувате законот. Сега да тргнеме од законот на Андов. Законот на Андов е првата верзија за лустрација и е донесен, усвоен во собранието со консенсус. Значи, како можеле пратениците на СДС, како можеле експертите Фрчко, Најчевска и целата таа булумента од правници што ги имало во СДС, да дозволат нивните пратеници да гласаат за закон кој ќе ги жигоса. Така ли е? Значи, една нелогична светнаш се ова. Зошто го прифатите закон? Бијќи сметале, и тоа се случи скоро 2 години од носењето на законот, година и кусур, дека комисијата нема да работи. И комисијата не работеше. Се до доваѓањето на да ја води комисијата Тома Јачиев. Јас се обидов да поднесам иницијатива за лустрирање на Фрчковски 2009 година, кога беа првите председатели, кога беше тој кандидат за на председателските избори. И таму беше, мислам, еден албанец, сега му заборев името, се извинувам, не може да паметам толку многу имиња. На човекот му се извинувам што не му го паметам името. Му се јавив по телефон и тој ми одговори многу едноставно: не, знаеш, ние немаме простори, немаме ништо. Нема да разследуваме за овие избори иницијативи. Донесен закон во собрание, поминат од службен вестник, се значи легитимен закон. И ти не можеш да постапиш по него. Затоа што комисијата немала простори, немала пари, немала ништо преведено од буџет. Значи, Сваровски, владата на Груевски, која е против Фрчковски цело време се борела, не направила устови да го елиминира Фрчковски како кандидат за премиер.
за председател на држава. Доваѓа гласувањето и прогонување. Да, доваѓањето на Тоне Аджиев да активира комисијата да почне да работи. И тогаш се прави, се дига веќе паниката и тензијата да се поништи законот за после 91 година. И се поништува на иницијатива на Владе Милчин. На првиот закон е поништен на иницијатива која поднел Владе Милчин, ама во име на фондацијата Институт Отворено општество на Македонија. Не ја поднел во своје име. И ко поднесуваш со него е дипломиран правник Стамен Филипов, Бог да го прости, почина пред некоја година. Еве да го видите што пишува, за да не излезе дека јас зборувам така. Милчин во иницијативата навели покојниот правник кој учил југословенско право, право кое не почитува устави, не почитува закони, и затоа го напишале ваква иницијатива. Според тоа, органите на државната безбедност и нивните соработници, информатори работеле во соглас со наведените прописи, како и налозите и потребите на владите, што впрочем е ситуација денес. Први, да се вратиме на она што стои во член 6, ли мисли чини или каде беше, од резолуцијата. 7, не. Од став 7, да. Значи, тој вели вака, од друга страна, судењето и казнувањето, не. Покрај тоа, кога некое лице јасно постапило спротивно на човековите права, тврдењето дека постапило по наредба не исклучува ниту законитост, ниту индивидуална вина. Значи, како смеел Уставниот суд да прифати ваква иницијатива? Значи, има резолуцијата. Каде се овие НВО, Хелски комитет, Мински новото, Фондација Отворено општество, другите, тогаш веќе имаше 2011 имаше еден куп НВО во Македонија. Никој не реагираше на ваквата иницијатива, која е спротивна на резолуцијата, но, уште полошо, спротивна е на Уставот. Да. Не може за потребите на владите да се пристушкува и да се гони. Ова го издава нивниот менталитет од точка 11, Да. што вели дека овие луѓе мора да се исклучат поради тоа што покажуваат немање на желба да се адаптираат на демократските принципи. Сега, уште една работа. Кога е нивната влада во прашање, значи владата на Милчин бил член на Централниот комитет на СДСМ во периодот после 1992 година. Значи, кога е вршен неголемиот програм, кога се кршени најмногу човековите права. За тога што навоѓа оправдание дека за потребите на владите. Кога се случува да бидат пристушкувани тие од СДС, така барем ни прикажува во бомбите на Заев дека се исклучиво прислушкувани тие и прогонувани тие, тогаш за Милчин не важеше принципот на потреби на владите. Тоа го покажува менталитетот на дека тој не признава ништо сем заштита на своите идеолошки интереси. Тоа е моќ по секоја, тоа е за моќ по секоја цена. Да, за власт по секоја цена. Тоа е понатака. Мислам дека ова доволно јасно го да одиме на второто негово. Што беше околу законите на мислењето на Венецијанската комисија. Да му објасниме, веќе се повикува потоа, Пашковски, во видеото да го пуштиме. Да, дека тука е.
Еден Ние од живееме во противниците диктатура. на новиот закон, проширувањето на опсегот да не важи до 2006, да важи до 1991 година. Се плашевте дека може да дојде до вакво нешто, да бидете лустрирани? Не се плашев од ништо, морам да ви кажам, но важењето на законот преку 91 е неуставно. И тоа два пати го констатира Уставниот суд, го констатира Венецијската комисија од меѓународните аспекти, спротивно е на резолуцијата на Советот за безбедност 1096 месечини, нивните главни насоки. И во таа смисла, како да кажам, целиот тој процес за мене не постои. После 91 комисија Го објасниме првото зошто прв пат ја Уставниот суд ја поништува лустрацијата. Да. Видовте колку колку било легална и легитимна иницијативата. И како Уставен суд имаме. Имало во тоа време. Сега ќе одиме на вториот дел, кај што зборува за Венецијанската комисија. Да. Втората лустрација, односно вториот закон за лустрација, исто така падна на Уставен суд, меѓутоа Да. тука манипулацијата беше многу по-сериозна и по-перфидна и многу по-сеопшежна. Да. Овој пат баграта која што беше засегната од лустрација направи еден чекор подалеку за да ја даде вистински легитимитет на својата одлука. Да. А тоа беше барањето на Уставниот суд да се произнесе Венецијанската комисија да даде мислење во однос на македонскиот закон за лустрација. Она што е, впрочем, најсериозно тука, најманипулативно е како целата Венецијанска комисија беше представена во македонската јавност и како нејзиното мислење беше представено. Значи, Венецијанската комисија во македонската јавност беше опишана како некаква, како да кажеме, алфа и омега на европското законодавство, која што носи дефинитивни пресуди. Да. Беше представена нешто како што е Врховниот суд во Америка. Да. Кој што решава на уставноста на известни закони и едноставно на уставноста на одредби и се што може да биде поврзано со животите на луѓето. Значи, Венецијанската комисија беше представена како такво нешто во македонската јавност, а нејзиното мислење беше представено како пресуда со која што дефинитивно готово се отфрла лустрацијата и едноставно Уставниот суд во Македонија беше со врзани раце, тој немаше веќе што понатаму да носи одлуки и да решава, бидејќи Венецијанската комисија веќе беше решила и готово. Готово, се беше завршено. Сега. До тоа, каква е природата на Венецијанската комисија, ќе дојдеме подоцна со изнесувањето на нејзиниот секретар. Да. Затоа сега јас нема да одам тука да ви го опишувам многу нејзиното работење. Ќе почнеме со мислењето кое што таа го даде во 2012 и сумата, односно резимето на таа одлука од 2013. Ќе почнеме прво со изводок од резимето од 2013. Примената на лустрацијски мерки во однос на дела сторени по завршувањето на тоталитарниот режим, се вели во мислењето, може да се оправда само во контекст на исклучителни историски и политички околности. Значи, запаметете го, тоа е исклучителни политички и историски околности и не во држава со долго воспоставен поредок на демократски институции. Значи, Канада, Америка, Велика Британија. Франција, Германија. Па и Германија може би е дискутабилно. Да. Бидејќи демократскиот уставен поредок треба да се брани себе си директно преку имплементација на владење на правото и мерки за заштита на човековите права. Сега да појасниме, ова резиме ми се чини дека е после нашиот разговор со Маркет, господин Маркет. Да, така некако. Така е. Затоа да биде појасно. Сега идеме намерно појдовме од назад према напред. Да. Значи, забележите го ова исклучителни историски и политички околности. Во своето целосно мислење, Венецијанската комисија, која што е секако малку подолго од што ова резиме, во
параграф 26 Венецијанската комисија забележува дека Европскиот суд за човекови права во една прилика одреди дека примена на лустрацијски мерки во однос на дела сторени по завршувањето на тоталитарен режим биле прифатливи и не ја нарушуваат Европската конвенција за човекови права. Во случајот на Жданока против Латвија, централното прашање беше статутарна одредба која забранува на лица кои, цитат, активно учествувале после 13 јануари 1991 година, затворен цитат, во Комунистичката партија на Латвија, да учествуваат на парламентарни избори 1998 и 2002 година. И точка 27 вели дека на Венецијанската комисија не и е познато, на комисијата не и е познато дека постоеле посебни историско-политички услови, тоа е движење или активности вперени кон нарушување на демократскиот поредок или загрозување на заштитата на човековите права во поранешната Југословенска република Македонија по прифаќањето на уставот. Сега, ќе треба да... Значи, едноставно комисијата вели во параграф 26 дека еве доколку постојат такви околности, може да се има лустрација и после завршувањето на еднопартискиот режим, меѓутоа на комисијата не е познато. Сега, Фрчковски за такво нешто инсистира, тој не вели дека Венецијанската комисија рекла дека не е познато. Напишала во параграф дека не е познато. Туку тој го употребува зборот констатира. Значи, тоа што ти го објаснуваш. Констатација е заклучок. Ти што објаснуваш како е третирана во медиумите, во настапите на Фрчковски и на другите во тоа време извештат на дека тоа е закон, готово, крај. Венецијанска комисија констатирала и нема што да се зборува понатака. Но, далеко е од вистината. Со овие два параграфа, 26 и 27, Венецијанската комисија многу јасно укажала дека во Македонија и Уставниот суд треба да го прифати тоа кој е на вистина Уставен суд, бил демократски се со сите нишани, ќе го прифатил тоа мислење дека во Македонија бидејќи имало досије, ќе го прифатил параграфот 26. И со тоа отпаѓа, значи Венецијанската комисија не рекла на нас не е познато дека нема. Но вели нема, на нас не ни е познато. Ама на Уставниот суд му било познато. И сега, она што е битна многу појанта која ќе објасниме подоцна, дека овдека не се работи што се обидува Фрчковски да го наметне или и сите други, дека можело да се реши со кривични пријави на одредени лица во системот, во СДБ или во полицијата за нивна злоупотреба на положба. Бидејќи овдека нема злоупотреба од еден човек. Овдека е злоупотреба од целиот систем. Целиот систем. Целата хиерархија. Тоа ќе дојдеме да го само да го напомнеме овдека да им отвориме на нашите слушатели, да им објасниме дека што такова не е ситна работа. Да. Сега да го потврдиме ова твое тврдење дека доколку Македонскиот уставен суд бил чесен и искрен и сакал да направи нешто во корист на Република Македонија, тогаш би требало да го примени овој параграф 26 и да рече да, во Македонија имало вонредни. Сме направиле пропуск кога сме напишале писмо, но сега... Меѓутоа, сега не сме знаеле што сме требало да дадеме, комисијата ни го дала, ни ја дала и таа опција и сега ние можеме да одредиме дека лустрација после 1991 година е не само дозволена, туку во согласност на духот на резолуцијата 1996. И сега тука се докажува со ова непостапка на Уставниот суд, откако примил мислењето, дека Уставниот суд свесно одел со намера да добие било какво нешто напишано, за да може да каже да, Венецијанска комисија не е. И ние ја поништуваме илустрацијата. Тоа е. Значи, тој е соучесник во злосторот.
нашата постапка, ајде објасни ја. Еве сега значи откако во јавноста изби ова така наречена одлука, Да. А не мислење. така наречено решение на комисијата, на Венецијанската комисија во Македонија во крајот на 2012 година, ние тука станавме запрепастени од таквата вест, бидејќи ги сруши сите поими за демократија кои што ние ги гледаме во западниот свет. Европската унија колку и да се движи кон лево, сепак тоа левичарство кое што се случува во Европа е едно малку по-меко и по-друго, тоа е социјалдемократско левичарство, и тие сепак не се уште не се, како да кажам, не се удобни со методите кои што ги прават. Не се откофна Милчин, Најчевска, Значи на методите на московската левица. Така е. Бриселската левица е се уште малку по-мека, малку по-демократска, таа сепак потекнува од демократски општества. Точно. И се уште тие не можат така лесно да скокнат во котелот на источниот комунизам, на источниот социјализам. И Затоа ние решивме да стапиме во контакт со Венецијанската комисија, да видиме дали навистина ова е така и да, ако е така, да видиме кои се нивните сознанија, на која основа тие го донеле овој нивни суд. Да, точно така. Единствен човек со кој што можевме да контактираме беше секретарот на комисијата, кој што е еден постојан бирократ, кој што е се уште истиот човек, 10 години подоцна се уште е на таа позиција таму, еден германец Томас Маркерт. Не можевме секако да контактираме директно со судиите, односно со експертите кои што учествувале во носењето на ова решение, односно на оваа мислење. Меѓутоа беше доволно и контактот со беше одлично запознат, знаеше се со схода. Сега ќе прочитам вербатим мојот разговор со Маркерт и многу работи ќе ни се разјаснат. Господине Маркерт, реков јас, дали комисијата е свесна дека во периодот кој му следи на Устав на Република Македонија 1991 година, Службата за државна безбедност отпочнала да води околу 4000 досиеја? Маркерт одговори: ова е покриено во со кажаното во параграф 26 и 27 и представува посебни историски и политички услови во уставно општество. Комисијата дава мислење чија што цел не е да даде пресуда, бидејќи не и се познати сите детали. Повторно, многу јасно кажува човек. Во една реченица се многу кажано. Значи комисијата не дава решение, не дава суд, не носи пресуди. Комисијата дава мислења. Ама затоа мислењето повторно свесното и многу јасно се повикува на параграф 26. Кога ти му кажеш дека има водени преку околу 4000 досиеја. Да. Значи, готово. На него му е јасно и затоа тие го вметнале параграфот 26, за да се одбранат себе си. Откако го прочитавме целото, односно откако го прочитавме целата одлука на мислење на Венецијанската комисија, таму мислам дека во ведните параграфи стои дека овие мислења се наменети да го збогатат фондот на документација и на сознание со кои што може да раководи Македонскиот уставен суд при донесувањето на својата одлука. Значи, нивна цел е тие да функционираат како еден вид на, овде се викаат паралегали, тоа се еден вид на судски приправници, тоест приправници, кои што работат за адвокатот и кои што ја прибираат документацијата, релевантната документација која што тој може да ја употреби во дадениот случај. Значи, тоа е впрочем природата на Венецијанската комисија. Венецијанската комисија не донесе суд за македонскиот закон за лустрација, туку таа требаше да мислење да им помогне да го најдат вистинското решение. Да. И сега по таа
во тоа мислење има примери за што се случувало во Албанија, во Полска, во Латвија. Има еден куп различни примери кои што зависи од конкретните услови во Македонија. Кој ќе го би примениш? можеле да се применат или да не се применуваат. Да, точно. На ова јас одговорив со следнава серија на прашања. Значи, при формирањето на оваа мислење на комисијата не е било познато дека службата за државна безбедност на Македонија обработувала лица при што се служила со правилник за работа кој бил објавуван во посебен службен вестник на Република Македонија, достапен само до државните органи, меѓу кои и Уставен суд, но не и до јавноста. При тоа, при водењето на досиејата биле користени мерки како прислушкување на телекомуникацијски направи и следење без обезбедување на судски налози. Дали на комисијата е познато дека откако биле отворени досиејата во 2000 година, јавното обвинителство не презеде никакви мерки во однос на кршењето на човековите права и уставни права во однос на овие досиеја? Дали ви е познато дека кривичните дела кои биле сторени во водењето на досиејата биле застарени уште при самото отворење на досиејата, при што оштетените немале можност да бараат законски лек? Маркерт одговори дека тука би морал да кажам дека доколку комисијата била запознаена со овие детали, тогаш мислењето би гласело поинаку, бидејќи во тој случај има смисла за илустрација и покрај тоа што станува за период 15 на години подоцна. Сепак сакам да сме најасно дека ние даваме општи мислења и се обидуваме да не носиме пресуди. Сега да ги погледнеме нашите наводи за кршење човекови права кои сме ги понудиле на господин Маркерт, за да тој ни објасни дека мислењето е било инакво. Прво се работи за објавување во посебен службен вестник. Во член 52 стои: законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат по сила. Законите и другите прописи се објавуваат во службен вестник на Република Македонија, најдосно во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Значи, овдека во Уставот не постои посебен службен вестник. Со самото тоа што, бидејќи сите закони мора да бидат достапни до јавноста. Како ќе знам ја дека правам прекршок или мојот адвокат ќе ме брани на суд, ако не знаеме дека сме го прекршиле законот? Да. Така ли? Така е. Тоа е број 1. Ова е клучна една работа, бидејќи во правните системи и на демократските држави се вели дека ако ти не си запознаен со законот, ако мислам на тебе ако не ти е познато дека вршиш кривично дело, тоа не е одбрана. Да. Ама Значи, тоа значи дека државата е обврзана да ти направи да ги направи законите достапни на тебе. Да. Па ти слободно да можеш да ако бил објавен во службен вестник кој е достапен за сите, ќе немало проблем на судот. Да го поедноставиме. Да. Сега втората работа. За втората мерка ќе го покажеме едно решение каде што е подпишан господинот Фрчковски. Еве, тука имаме решение да се примени мерката тајна контрола на телефон и другите телекомуникациони средства спрема лице тоа и тоа, подпишано министер за внатрешни работи доктор Љубомир Фрчковски. Значи, еве доказ на сите дека и второто што си го пренел на господинот Маркерт е точно. Дека не се манипулирал ништо во своите, не сме манипулирали како комитет во излезувањето на на фактите. Третото е Дали на комисијата е познато
дека откако беа отворени досија во 2000 година, јавното обвинителство не презеде никакви мерки. Нема тогашниот јавен обвинител Ставле Джиков, големиот писател и големиот борец наводно за кој сака да ја открие историјата на Македонија, кој пишува историски книги, не си ја заврши работата тогаш. Не поднесе кривична пријава за никој. Тоа беше негова должност. Бидејќи тие случаи се гонат по службена должност. И тогаш да го применеше член 7, да го фрле во законодавство, лустрацијата ќе се завршеше многу брзо и што е битно, ќе ја немаше војната 2001 година. Бидејќи тука лежи целата работа. Војната е ќе беа елиминирани прво Ибар, Мама, Стрелец, Вујко, водачите на ОНА, како соработници на српските служби. Затоа постојат докази. Во тие нивни досија, тие се водени како тие нивни досија ги водела БИА и устари ги водел прво КОС, па потоа ги префалал на БИА. Значи тие биле соработници на југословенските служби. Па се префрлени како соработници, префрлени ги презема српската служба како своји соработници. Ќе биле елиминирани сите кои ја обструираа војната, подготовката на Македонија за војна. Бидејќи се жали Љупчо сега дека немал информации од СДБ, од военото разузнавање. Значи сите луѓе, тоа се соработници на тоа сите биле луѓе на СДБ. СДБ не му давало државната ведомост, Љупчо не добило извештаи дека се случува што се случува на терен. Тоа најубаво гледаме од оној серијал што го објави Бачев 2005, 2000 така некако 2006 година. Така не 2006. Сега не сеќам точно, но тој серијал се гледа дека службата, оние службеници долните, тие што биле задолжени за терен, тие откриле се и во транзицијата криминалите и во подготовките за војната. Ама тие ги давали извештаите на претпоставените. Значи како одело нагоре извештаот, тој се блокирал. И не бил блокиран извештаот, да кажеме, од Бачев. Тој тогаш работел во службата. Или тие такви луѓе. Од самите разузнавачи, Да, тие теренски работници. Од нив не били. Тие ги давали извештаите на претпоставените. Значи, виновникот е некаде во врвот. Да, некаде во аналитика или некаде во тамо во хиерархијата. И сега тоа треба да го тука е војната, гарантирам дека не би се случила војната. Ти ако си ги имал податоците и ако си ги уапсил Фазлиу и Ахмети и Талјат Џафери и сите тие, ќе си немал проблеми. Водачите кои што фигурираат како оперативните да, од досијата, още ги споменав досија. Така да, оперативните врски Мама, Ибар, Стрелец, Вујко. Да. Тоа е. Значи, сега уште една работа открива ова. И последното, неподнесувањето на кривични пријави од Джиков е многу опасна работа. Многу последици има тешки Македонија заради тоа што не се поднесени тогаш кривични пријави по службена должност. Да, па Джиков е еден човек со, како што ти викаш, со многу голема одговорност на неговите раце, а кој што дали заради едноставно сплет на околностите, поради тоа што тој беше во една малку по неекспонирана позиција, а дали од негова мудрост, тој си стои на страна и за него речиси никој не знае за неговата. Гледи, Джиков ќе го работиме сега, кој ќе го работиме интервјуто на Љупчо. Да. Таму е, бидејќи Љупчо говори за војната 2001 година, случувањето околу војната и почетокот на војната, тогаш ќе го обработиме многу убаво Джиков. Не, онака споменувам само не, например, не да им кажеме на Милчи и едни други се експонирани и сите ги знаеме како отприлика луѓе кои што имаат известна доза на одговорност. Меѓутоа Джиков е еден од оние кои што е улогите на интервјуто на Љупчо, затоа сакам да го направиме, да го анализираме. Ќе откриат многу работи. Да. Одиме понатака. И сега последна точка, дека кривичните дела кои што биле сторени во водењето на досијата биле застарени уште при самото отворање на досијата. Да.
И за тоа имаме примери, впрочем само ти и Само, баш, ќе ја прочитаме одлуката на не одлуката, него ова што кој зборува Фрчко, третото од Да. неговото... Значи, завршивме со оваа точка, одиме на третата точка. Да. Значи, продолжуваме со цитатот тука на Фрчковски од неговиот одговор, околу тоа зашто бил илустриран. И тој вели, политичките злоупотреби и кршења на правата во транзицијски демократски системи се решаваат преку судовите, бидејќи таму некакво базично владење на право имате. Имате дури и да не е совршено. Дури да е фалично, дури да е вакво и такво, но некакво има. И секогаш логиката е денешната узурпација на министерот за внатрешни работи ќе се гони кривично. Кривична пријава ќе му поднесат, нема потреба да го илустрираат. Бидејќи илустрирањето е блага мерка. Вие не го казнувате, како што сгрешиле други министри, им поднесувате кривични пријави. Можете, не можете, ќе ги вратите кривичните, СЈО ќе формирате, ако не може ОЈО. Значи, сега овие сите што се во СЈО ќе ги гонат се такви. Правеле кривични дела, не можело нормално да се прави, ама стигнало СЈО да ги гони. Тука само пред ти ќе имаш многу поширока анализа, само ова околу еве тука тој вели дека илустрањето е блага мерка. Да. И демек сега тој вели дека илустрацијата сега од една страна вика дека е жигосување. Да, да. Од друга страна илустрацијата е блага мерка и нема што со илустрација да се бафтаме. А како што ние веќе опишавме, илустрацијата е мерка за оние дела кои што не достигнуваат услов на кривично дело. Така. Повели. Сега. Пак ќе се вратам на твојот разговор со господинот Маркер. Кога му викаш дали ви е познато дека кривични дела кои би биле сторени со поведението на досијата биле застарени уште при самото нивно отварање. Веќе ние тоа ти му го говориш затоа што имаш докази за тоа. Да. Доказите се, првиот доказ е бојата кривична пријава, која е поднесена на 18 на 30 ноември е поднесена 2007 година. И е отфрлена, гледате, пишува дека службената белешка која наводно е последна во моето досие е од 18.17.2007 година. Значи, во мојот слушат постои тежок фалсификат. Затоа што последната службена белешка која јас имам во досието е од 3.6.1988 година. 98. Значи, застарувањето би требало да настане на 3.6.2008 година, а не на 18.11.2007 година. Тоа е под број 1. Не знам дали треба да зборувам повеќе за ова. Потоа, јас поднесувам според онаа полка што ја гледате долу, го продолжувам процесот. Во тој процес менуваат тројца истражни суди. Првиот е Туфикџич, па потоа се две жени кои одат во пензија. И така планирале да купат време. Но бидејќи мојата упорност е за нив неочекувана, мора да прават уште една тешка манипулација. И тоа е давање на судиката, која сега
го води процесот на судскиот процес на рекет, ама за Меѓународен сојуз на Боки 13, во кој почнува сега и кај се фатени повторно Боки 13, Фросина Ременска и уште неколку луѓе кои биле во тој совет, во тој негов Меѓународен сојуз, директори, битни функционери. Тука е направена уште еден тешка манипулација, бидејќи за да се сега тројца суди и четвртата е јавната обвинителка Драгица Михајловска, Туфекџич и Босотова, мисли че ни беше и не знам уште кој, ги сме ги заборавил судиите, бидејќи сега ме мрзи да гледам. Сите прифатија дека делото за кое тужам е казниво по член 353 став 1. И, значи, предвидува казна од 10 години затвор. Но, за да се спасат луѓево, мораше да се промени, да се изнаде модул како да се прогласи и ова дело, и по основ на ова моја приватна тужба. Јас се појавам како поднесител на кривачки да пријават, да објаснам просто. И се менува судиката Ефремова, го променува ставот за прогон, наместо став 1 од членот 353 кршење на злоупотреба на службена положба, го префрла на став 3, кој предвидува казна од 3 години затвор. Со тоа автоматски е застарен и по сите основи, и по веќе не можам по ниједна основа да ги гонам. Но сега тука има уште една работа многу интересна. Јас пред да ја добијам одлуката на судиката Совче Босотова, ова Совче Ефремова, му се обратив на председателот на Скопска единица, тој бил ВД и тој ми се прати писма, во кое стои она одлука што ќе донесе ова Ефремова, Совче Ефремова. Значи сега, ВД председателот на Уставниот суд, неколку месеци пред носењето одлука, ја знае одлуката. Документите ќе бидат прикачени, ќе ги видите, вете тие, така да се сомневате дека зборам. И тоа е првиот случај за вториот случај на поднесување на кривична пријава е на синдикалните лидери на независниот синдикат Блажо Стојановски од Прилеп и Атанас Левтеров од Скопје. Или од, не знам, и тој ли од Прилеп. Тој мислам дека од Прилеп. Мислам дека од Прилеп, да. Тој патувал кај сестра му во Скопје, го користел станот од досието што сме виделе, така да од Прилеп. Тие поднеле кривична пријава на 21.2.2001 година. Нивното досие е водено до мислам таму некаде почетокот на 2000 година. Сега не ме взимате се збор, бидејќи и тие поднесуваат кривична пријава на 21.2.2001 година, добиваат решение на 28.2.2001 година. За 7 дена тимата кривична пријава е прегледана, се судот, јавниот обвинител нашол направил истрага, се во 7 дена и ја отфрла кривичната пријава.
Затоа што сега нашол еден друг штос, не е користен приказката како кај мене. Последната службена белешка. Туку дека решенијата за прислушкување се од 95 година и 96 година. И застарува делото. Мислам, ова се... Значи, кај тебе се зима белешка од досието Произволно. произволно Датум се кој зима. одговара за 12 дена да прогласи дека застарало делото за 12 дена. А овдека се зима решение За за прислушкување. оперативно-технички мерки Да. прислушкување. Дали сега мислам дека тука треба да прекинеме. Да, Ако мислам имаш дека- нешто да дополниш, Не, мислам дека ова е добар момент кај што треба да се застане. Да, еве, ова е една добра целина. Има се уште прашања од интервјуто на Фрчковски. Има едно интересно прашање кое што тој директно не го потегнува тука, меѓутоа е едно прашање кое што се провлекува ни сите овие нивни излагања, а тоа е селективноста на лустрацијата. мислам тоа ќе го на крај на емисијата ќе го опфатиме тој дел за комисијата и селективноста и се. Така што има значи уште некои 3 или 4 прашања кои што треба да продискутираме. И тоа е она што ќе следува во идните емисии, а како што веќе Јордан најави, ќе следува набргу и анализа на емисијата, односно на интервјуто на Васко Ефтов со Љупчо Ѓоргиевски во однос на Па околу основањето на ВМРО, сите случувања од 91 до од кога Љупчо е председател на партијата, па до денеска. до денеска. Сега само сакам да потенцирам тука, Да. овие кои ќе гледат емисијата, кои имат блиски односи со Љупчо, бидејќи јас немам никакви контакти. Денеска испративме како МИЦ, како Македонски информативен центар, до преку емајлите кои ги има партијата, покана за Љупчо, за да не го правиме вака ние да разговараме за неговото интервју, му понудивме да тој учествува, да направиме една контактна емисија во која ќе разговараме за она тој што го наведува. И јас ќе ги понудам аргументите кои јас ги имам за сите тие собитија, бидејќи сум бил учесник во многу работи во почетокот, до 95-та, па до 98-та некаде. Потоа, сознанијата кои ги има добиено тука од многу битни луѓе, кои учествувале во основањето на ВМРО, луѓето кои го носели контитетот на ВМРО ДПМН, на ВМРО, а на историското ВМРО, така да ќе можеме да поразговараме, да направиме, да ја кажеме, да ја најдеме вистината. Може би јас во некој работи грешам. Јас признавам дека и секој сум спремен мојата грешка да ја исправам со, ако некој ми даде аргументирано мислење кое морам да го прифатам. Да, па затоа и се согласувам дека можеби најисправно е да има едно соочување или како сакате да го крстите, една контактна емисија каде што ќе може да се изнесат двете страни. Точно. И тука да се најде каде едноставно можеби некои несогласувања ќе останат и понатаму, меѓутоа многу по-лесно ќе биде да се согледа каква е таа природа на тие несогласувања и која од овие кажеме докази, кој од овие докази или кој од овие стори има малку поголема тежина и веродостојност. Така да би сакал Љупчо да ја прифати, бидејќи јас нема се занимавам со некои други односи кои се надвор од ова. Ова ме интересира и тука ќе разговараме за тоа. Значи, да дојдеме до историската вистина, кои се основачите, како е основано ВМРО, зошто е основано ВМРО ДПМН, што се случувало после Конгресот во Кичево, како и што е
пораките кои сум ги праќал преку весниците на Љупчо 99 година, кој денеска тој ги потврдува сам. Дека доста му правила проблеми, така да. Во тој смисол треба да разговара. Тоа е поентата моја за поканата да направиме една таква емисија. Во ред да се надеваме дека поканата ќе биде прифатена. И јас се надевам. Во меѓувреме ви благодариме за вниманието. Ве молиме да ги лајкувате и споделувате нашите видеа, оние кои што имаат сметка на Google да се зачленуваат на нашиот канал, на тој начин каналот расне и на тој начин YouTube ги промовира видеата, дури постоиме на YouTube, од ден на ден се повеќе згаснува слободата на говор на YouTube, па очекувам дека некој ден ќе дојдат и до нас ситните риби, бидејќи ете и ние попречуваме на некои овие левичарски агенди. Па затоа сега за сега споделувајте ги видеата, доколку имате можност, стримнувајте ги нашите емисии, слободно стримнувајте ги на вашите хард дискови, за да останат во вашите архиви. Ние секако ќе бараме начин, доколку дојде и до тоа, да ни го пресечат дали Facebook, дали YouTube, ќе најдеме начин повторно на овие алтернативни платформи да делуваме. Меѓутоа, сега за сега да ги користиме платформите кои што се достапни, кои што се популарни, кои што се лесни за користење. Затоа ве молиме, споделувајте ги линковите на Facebook, на другите ваши социјални мрежи, лајкувајте ги видеата и нормално зборувајте, пренесувајте го на што го дискутираме тука. Ви благодариме за вашата поддршка и ви благодариме за вашето внимание. Останете со нас во нашата потрага по вистината за Македонија, бидејќи само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.